А сега веќе е време и за нашата прва гостинка ова утро на Ирена. Како што веќе ова утро ви најавив, имаме дефектолог. Ќе зборуваме и тоа за како значајна и актуелна тема, а тоа е влијанието на социјалните мрежи врз младите. Добро ви утро. Добро утро. До двете црвенокоси. Да. Да, рековме актуелна тема, пратиме се што се случува и со TikTok-от, иако TikTok е само една од мрежите, ако се затвори таа, претпоставам дека ќе се префрли на друга, но веројатно вие имате ваш коментар на таа тема. Ирена, повели. Искрено ти благодарам. Како што кажеве ова утро, наша гостинка е Теодора Томовска-Ристовска, дефектолог, гешталт, психотерапевт во едукација. Теодора или Теа, може Теа да ти се обраќам, ке зборуваме за влијанието на социјалните мрежи кај младите. Зимскиот распуст помина, некои од децата беа на скијање, си го искористија убаво зимскиот распуст, а некои, како што слушам и читам по социјалните мрежи, дека целиот свој летен зимски распуст го имаат поминато токму на телефон, на таблет, на компјутер, на некои од овие социјални мрежи. Сега ќе зборуваме и за негативното влијание на социјалните мрежи, ама за почеток да кажеме и нешто позитивно. Не можеме во целост да ги изолираме децата од социјалните медиуми, бидејќи тоа е сега во такво време живееме сите ние, од тука ги црпиме информациите. Какво е влијанието на социјалните медиуми, на социјалните мрежи кај младите? Првин, благодарам на поканата. Социјалните мрежи имаат и позитивно влијание за сите нас. Се што е прекумерно, се значи дека е токсично и зависно. Од позитивен аспект, социјалните медиуми се тие кои што од нас ни информираат за настаните, кај што можеме да прочитаме многу нешта што се случиле, што ќе се случат пред вестите. Исто така, социјалните медиуми се тие кои што може некако да не спојат со некои роднини, пријатели, или пак да споделиме нешто нас, позитивно што не се случило. Така да, од карактерот на децата, од адолесцентен карактер, еве да кажам, каде што веќе почнуваат да разбираат, колку зависно, колку е критичкото мислење развиено, кај адолесцентите, и колку можат да ги филтрираат информациите, исто така може да имаат позитивен аспект од типот на да видат што се случило, да се информираат за настаните околу нив. Исто така, постојат и тие Вибер групи каде што се информираат околу училиште. Сега најчесто и на наставниците многу полесно им е да споделат некоја информација која што побрзо би стасала до секој ученик, би стигнала најчесто преку Вибер групите. Исто така и родителите. Што се случило со нивното дете, оценките, сега таков концепт најчесто оди преку Вибер групите. Исто така и кога беше ковид пандемијата, најлесно за да може колку толку да се задржи наставата беше онлайн наставата, каде што сите тие информации се споделува преку Вибер, преку друг социјален медиум. Така да социјалните медиуми може да имаат позитивен ефект, се до тоа како ние знаеме да ги користиме, до кој степен знаеме да ги користиме и која информација може да допре до нас, на каков начин, се зависи од нашиот филтер, односно нашиот мозок, бидејќи и социјалните медиуми можат да делуваат врз нашето ментално здравје. Во типот на споредбите, во типот на, како што кажав, се споделува, се кажува само позитивното, така да може тоа исто така да биде и фрустрирачки, како тој може. А јас не можам. Да, некоја јавна личност може тоа да го направи, а јас тоа не умеам. И тука стануваат се поголема анксиозност, депресија и така натака, па дури и кај младите. Да, ова е веќе негативното влијание. Да, така. Да. Ке зборуваме за тоа подоцна, бидејќи сакам убаво да го објасниме. Сега, кажавме кои се позитивните моменти на социјалните мрежи, на социјалните медиуми, кога може да се постави граница. Кога позитивното веќе преминува во негативно или не де Боже во зависност. Границата ја поставуваме ние.
како родители, бидејќи родителот ја поставува границата на детето. Докаде може, поготово полесно е тоа да се изменаџира, можам да кажам, од пракса, од значи кај децата. Во предучилишна возраст, бидејќи сега децата уште кога ќе се родат се изложени на екрани, значи нема од кога се изложени, од 0 па до 77 години. Значи додека пак малце потежок дел е кај децава кои што влегуваат во пубертет. Да. Зошто? Затоа што тука, значи самиот тој адолесцентен период носи спротивставување, значи од кон родителите, идентификување со некоја одредена личност која што ја виделе. Исто така групата во која што припаѓаат, односно во која што се дружат, бидејќи најчесто децата, односно зборувам за адолесцентите, бираат врсници, бираат пријатели кои што имаат некои слични нивни интереси. Никој не бира пријател со моќ. Сите бираат според нивните карактеристики кои што ги имаат. Така да, ако јас сега немам TikTok, еве, бидејќи сега тоа е тренд, а тој тренд носи многу предизвик, бидејќи не ги филтрираат доволно информациите, дека тоа може да го загорчи мојот живот и да го стави, значи, да кажам, во опасност, како што и за жал се случи, нели, минатата недела. Да. Нема доволно филтрација, нема доволна причинско-последична врска развиена, битно е да припаѓам па во групата. Така да тука границата за да се постави од страна на родителот е малку потешко. Зборувам кај типот на деца, значи кои што влегуваат во да. Сега како тоа да се направи? Најчесто постојат како да се изфилтрира, како што кажувате. Што треба да направи родителот? Како да го тоа време поминато на социјална мрежа како да се ограничи? Кај адолесценти, бидејќи е потешко. Да. Прво постојат сега, па ќе кажам, многу активности, многу интереси кои што родителот пред се треба да биде во интеракција, да ги забележи кај своето дете. Што детето знае да прави. Што детето може да прави, што детето не може да прави. И некако тоа да го приначи вниманието, например, да го запише на спорт, например, да го запише што може детето да направи, или пак на некои часови каде што детето, например, не е успешно во хемија или во физика. Знаете, некако да биде пофокусирано кон својата цел. Исто така, многу е битно родителот и детето да имаат некое ниво на комуникација. Да знае па родителот до кој степен може да му приде на своето дете. Значи, ако јас забележам дека кај моето дете го мачи тоа и тоа, значи јас сум имала интеракција со моето дете и сум го забележила тоа. Зашто децата уште од најмала возраст, еве, кога ќе појдат во градинка, најчесто поставувано прашање од родителот кон детето што правеше во градинка, што јадеше, како си помина и со кого си играше. Многу често се занемарува фокусот на чувствата, на емоциите. Како ти денеска се чувствуваше, зошто тоа не го јадеше. Значи, некако емоционално, како да имаме недоволна регулација. И да кажам, пропустите кои што несвесно се прават во предучилишна возраст, односно за кога детето е помало, даваат понатака, значи се рефлектираат дали тоа ќе биде во адолесценција, бидејќи во адолесценција највеќе исплевуваат сите, значи, проблеми, сите потешкоти, дали нарушен однос со родителот, дали тоа ќе биде анксиозност, дали тоа ќе биде па депресија, бидејќи сето тоа си носи свој предизвици. Зошто? Затоа што тогаш адолесцентот го ствара својот идентитет. Кој сум јас, што умеам, што можам да направам. Да. Кога сме сега веќе кај идентитетот, одма ми се наметнува прашање, често пати децата во училишна возраст, адолесцентите, еве, се идентификуваат со инфлуенсери од социјалните медиуми. Или пак со некој од врсниците. Какво е влијанието сега на врсникот кон групата или инфлуенсерот кон групата? Интересно прашање, многу значајно. Зошто? Затоа што најчесто адолесцентите сака да бидат видени, да бидат слушнати, да бидат уважени.
да припаѓаат кој ќе го направи нештото што го прави, вау, браво, како го направи ти, или пак некоја сега тиктокер или јутубери, како и да ги викаат, имаат нели своји идоли каде што се идентификуваат па со нив. И треба да го направат истото тоа што го гледаат, но меѓутоа тука тоа критичко размислување, тоа што можам јас позитивно тоа да делува на мене, е некако како да е пресечено, да нема. Значи јас само треба да го направам тоа, го имам како увид за себе, но меѓутоа дали тоа има бенефит за мене, како да не постои. Тука е тој дел каде што треба да им се помогне на адолесцентите, каде што првин треба да го забележи за да му помогнеш на тоа дете. Ме свеќате. Јас на пример сега гледам на телевизија нешто, ама јас можеби тоа е добро за мене. Да, можеби не е добро за детето. Можеби не е, да. Така да тука треба да им се помогне. Најчесто се идентификуваат. Нели, и јас кога сум била адолесцент сум имала некој си идол кој што сум сакала да бидам како него. Истите работи, но што тоа на мене ми носи, дали јас стварно можам, дали средината, дали околината е поддржувачка за мене. Некако тој дел од 14 до 18 години некако е потежак. И затоа тука родителите, па ако не можат и родителите, затоа постојат и стручни служби каде што може да се обратат. Дали тоа психолог, најчесто психолог, педагог во училиште, наставник и сите тие профили кои што може да делуваат врз, нели, пак ќе кажам, целокупното здравје на таа единка, на таа индивидуа, на детето, бидејќи тогаш адолесцентите почнуваат да се развиваат. Исто, значи, да напоменам во овој дел, кога велам за изложеност на социјални медиуми, најчесто се изложени несвесно и децата. Тоест бебињата. Бебињата. Да. Гледав едно видео во Србија, доаѓа мајка на педијатар, а детето почува да плаче и педијатарот вика смири го, ако може. Значи смири го, тука постои начин на гушкање, начин на утешување, но мајката го смирува, само дава телефон. Да. Па Теодора, не ретка е гледката, еве и во Скопје, предпоставувам, еве и вие и јас, кога сме одела и во ресторани, во кафулиња, па дури и на клупа во парк, каде што бебиња, годинка и пол до 2 години во количка и гледаат на телефон за да бидат мирни. Сепак сега тука знаеме дека ова е брзо време, дека родителите се многу зафатени и дека можеби најлесно им е да го дадат телефонот или таблетот и децата се тогаш мирни. Ама тоа не е вистинскиот начин, нели? Како што кажа. Какво е негативното влијание сега од овие социјални медиуми? Што тоа носи со себе? И кај децата, ама и кај адолесцентите. Да, првин кај децата, значи, имаат потешкоти во делот на следење, во делот на внимание, тие прибираат информации, значи што може да е што може нив да имаат бенефит, што не, значи исто така делува врз фината моторика, делува значи врз целокупен развој на детето, врз говорот и така натака. Најчесто сега гледаме деца кои што имаат се повеќе значи потешкоти, дали во делот на когнитивниот развој, дали во делот на емоционалниот развој, дали во делот на говорот, да. Тоа е кај децата значи кои што се помали. Еве да кажам до 10 годишна возраст. Кај децата кои што влегуваат во пубертет, односно во адолесценција, освен што се соочуваат со секундарни карактеристики, дали се тоа значи промена на своето тело, потоа промена на еве гласот кај мачките, нели поизразена влакното со оние секундарни карактеристики, исто така се соочуваат и со нели промена во делот на емоциите, во делот на менталниот развој. Така да значи адолесценцијата е една бура која што на крај кога ќе не исфрли, ќе видиме во која форма не исфрлила. Така да негативниот ефект е целокупното ментално здравје, значи на таа индивидуа. И затоа имаме деца кои што имаат проблеми со анксиозност, проблеми со спиење, бидејќи особено навечер адолесцентите знаат да седат, да гледаат содржини кои што ги интересираат нив и значи така натака и тука веќе се нарушува сонот.
Да. Значи, влијае на сонот. Потоа исто имаме значи, адолесценти кои што имаат депресија, значи, адолесценти кои што се сочуваат со булимија, кои што се сочуваат со анорексија, особено девојчињата, бидејќи имаат некоја јавна личност, инфлуенсер, кој што изгледа така како што изгледа, така, и сака тие да се имаат своји идентификуваат. преференции, кај што сака да се идентификуваат, но како што кажав, не можат, затоа што секој индивидуа е нели индивидуа за себе. Се зависи нели од околината, од своето тело, од сите фактори кои што нели па ги носиме во позадина, но тоа нели како родителите кои што може тоа значи да го увидат, значи адолесцентите немаат толков увид, немаат доволен филтер значи на информации. Па дури некогаш и возрастните немаат филтер на информации, дозволуваат некои информации да ги кои што се лажни да ги сметаат значи за вистините. Да, исто така и тука, значи таа доба па да не ја заборавиме, така да менталното социјалните медиуми имаат многу големо влијание, негативно зборувам врз целокупниот ментален развој на една индивидуа, како што кажав, од 0 до 77 години. Да. Има уште многу да разговараме, навистина е широка темата, само сакам да сублимираме на крај, да кажеме вака еден совет до сите кои што бидејќи сите сме ние на социјалните мрежи, како да го тоа контролираме, па еве и во училиштата. Има веќе и во скандинавските земји каде што телефоните се тотално не се употребуваат во училиштата. Еве и кај нас нешто околу тоа се размислува, дали да, дали не, нон-стоп се полемизира околу тоа. За крај, сосема накусо вака еден совет до сите чинители, значи до сите нас и родителите, и наставниците, и децата, баби, дедовци, како помалку до социјалните мрежи. Како да се ограничи времето, да кажем. Да. Социјалните медиуми значи ни се потребни, тоа исто така бидејќи нели живееме во нова ера, да, потребни се, но кај децата особено границата ја поставуваат родителите. Не може па родителот да рече јас не можам да го отргнам детето од значи телефон, а детето има 5 години. Значи родителите им треба малку трпение, малку поголем влог, малку поголема комуникација, затоа значи комуницирате па со вашите деца, видете што им е потребно, ако не можете да се справите, постојат значи стручни профили каде што нели можете да се обратите. Во делот на школото, на училиштата, исто така слушав дека има некоја си национална стратегија за безбедност каде што ќе се едуцираат значи децата, па ќе видиме сега колкав бенефит и колкав ефект има сето тоа врз целиот образовен систем и врз целото општество. Теодора, благодарам за ова гостување. Се надевам дека ќе имаме повторно можност и прилика и на оваа тема да се дообјасниме, бидејќи навистина е широка темава, или на некоја друга. Благодарам. Благодарам и на вас.